Драги ученици, добар ден и добре дојдовте на видео часот по математика наменет за учениците од 6-то одделение. Јас сум Игор Николовски, наставник во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од Ранковци. На овој час ќе продолжиме со активности од веројатност на настан. Цел на учењето е да ги употребувате поимите од веројатноста за да се дискутира за настаните, за веројатноста да се случи настанот или не и за настаните кои имаат иста веројатност да се случат. Да користите листи и табели за систематско решавање на проблем. На овој час ќе ви бидат потребни моливче, тетрадка, торбичка со коцки во две различни бои, паричка и коцки за играње со броевите од 1 до 6. Да повторим. Шансите, односно можностите за случување на настаните, може да се опишат со зборовите невозможно, малку веројатно, еднакви шанси, многу веројатно и сигурно. Овие зборови ги запишуваме на скалата на веројатности. Да разгледаме пример со фрлање паричка. Ако фрлам паричка 20 пати, ќе добијам писмо 10 пати и глава 10 пати. Испитајте употребувајќи паричка. Резултатите внесете ги во табелата. Направете пауза на видеото, а кога ќе испитате, продолжете. Кога ќе фрлиме паричка, постојат само два можни исходи. Ќе падне писмо или глава, и двата се еднакво веројатни. Дизајнира игра со коцка која е чесна и каде што секој играч има иста можност да победи. Одиграј ја играта со твоето другарче или со некој од семејството. Еве еден пример за игра со коцка која е чесна. Фрламе коцка за играње со броеви од 1 до 6. Ако се падне парен број, јас победувам. Ако се падне непарен број, ти победуваш. Постои иста можност да се падне парен број или да се падне непарен број. Играта е чесна, бидејќи секој играч има иста можност да победи. На 4 цртежи се дадени торби со коцки. Која е можноста да извлечеме црна коцка од секоја од торбите? Да го разгледаме првин цртеж 1. Во торбата се наоѓаат 4 црвени коцки. Невозможно е да извлечеме црна коцка. Веројатноста да извлечеме црна коцка е 0. На скалата на веројатности го запишуваме бројот 0. На истиот цртеж, сигурно дека ќе извлечеме црвена коцка. Веројатноста да извлечеме црвена коцка е 1. На скалата на веројатност го запишуваме бројот 1. Сега да го разгледаме цртежот 2. Во торбата се наоѓаат 2 црни и 2 црвени коцки. Можноста да извлечеме црна коцка е 2 од 4 можности. Веројатноста да извлечеме црна коцка е 1/2. На скалата на веројатност ја запишуваме дробката 1/2. Да го разгледаме цртеж 3. Во торбата се наоѓаат 1 црна и 3 црвени коцки. Можноста да извлечеме црна коцка е 1 од 4 можности. Веројатноста да се извлече црна коцка е 1/4. Дробката 1/4 ја запишуваме на скалата на веројатност. Сега да го разгледаме цртежот 4. Во торбата се наоѓаат 3 црни и 1 црвена коцка. Можноста да извлечеме црна коцка е 3 од 4 можности. Веројатноста да се извлече црна коцка е 3/4. Ако победувате избирајќи црвена коцка, која торба е најдобро да изберете? Торбата на цртежот 3 или торбата на цртежот 4? Зошто? Задача. Во една кутија има 5 жолти, 4 црвени и 6 зелени жетони. Од кутијата се извлекува еден жетон. Запиши ја со дробка веројатноста на дадените настани, како на примерот. Пример, настан. Извлечен е црвен жетон. Решение. Вкупно има 15 жетони, црвени се 4, значи 4 од 15 жетони се црвени. Тоа го запишуваме
како 4 врз 15. Запиши ја со дробка веројатноста за настаните. Извлечен е жолт жетон, извлечениот жетон не е зелен, извлечен е црвен или зелен жетон. Направете пауза на видеото и запишете ја веројатноста. Предизвик. Победа на лотарија. Во една далечна земја, лотаријата се состои од 4 топки со броевите од 1 до 4, кои се сместени во торба. За да учествуваш, избираш еден број. За да победиш, твојот број мора да одговара на бројот што е извлечен од торбата. Која е можноста да победиш во оваа лотарија? Можноста е една од 4 можности. Луѓето кои ја водат оваа лотарија, во оваа далечна земја, одлучуваат дека е премногу лесно да се победи. Значи, тие ја менуваат својата игра на лотаријата. Во новата лотарија се уште има нумерирани 4 топки со броевите од 1 до 4, кои се сместени во торба. Сега, за да учествуваш, избери 2 броја. За да победиш, твоите броеви мора да одговараат по кој било редослед на 2 броја кои што се извлечени од торбата. Која е шансата да победиш во оваа нова лотарија? Дали организаторите ја отежнаа победата во споредба со нивната оригинална верзија? Можеш ли да создадеш своја верзија на лотаријата која исто така ќе биде потешка за победа од првата игра? Како ќе знаеш дека твојата игра е потешка? За да ги испробате вашите идеи, користете го симулаторот кој ќе го најдете на следниот линк. Предизвик. Завртете ги овие коцки. Потребно ви 3 коцки, од кои 2 црвени и 1 зелена. Што треба да направите? Завртете ги коцките за да добиете 3 броја, а потоа соберете ги броевите на двете црвени коцки и одземете го бројот на зелената коцка. Например, 4 плюс 5 еднакво на 9, 9 минус 3 еднакво на 6. Кои се конечните одговори од собирањето и одземањето при различни фрлањи на трите коцки? Тоа се сите цели броеви од минус 4 до 11. Кој е најголемиот број што можете да го добиете? Тоа е бројот 11. Кој е најмалиот број што можете да го добиете? Тоа е бројот минус 4. Кои се сите различни можности што може да се појават при фрлање на коцките? Одговорете на ова прашање. Ви благодарам за вниманието.